Добре ли сте? Здраво. Во земјоделието предвидуваме субвенциите да бидат 160 милиони евра, а не како нив да имаме неисплатени субвенции од 2011, 12, 14 година. Само во последните 3 години, според нивни податоци, 148 милиони евра не се исплатени на вистинските земјоделци, а 5000 евра, 5000 земјоделци кои што аплицираат годишно, кои што се вистински, ги одбива од страна на платежната агенција. Се со цел да фирмите блиски на Груевски, на фамилијата на Саша Мјалков и на Орце Камчев дојдат до милиони евра субвенции кои што граѓаните ги граѓаните го помнат буџетот. Земјоделците годишно 100 милиони евра даваат во буџетот, а им се враќаат тие пари на истата туку делумно после 2 или 3 години. Затоа предвидуваме субвенциите да бидат на 160 милиони евра, да имаме навремени субвенции, тогаш кога им се потребни на луѓето. Тогаш кога имате најголеми инвестиции, без разлика со што се занимавате, тогаш да ги добивате парите, само тогаш ако ги добиеш, тогаш ќе имат некаква вредност и некаков бенефит од таа работа. Предвидуваме водување на зелена нафта 50% поевтина од нафтата, која што е поредовна цена. Не може Груевски да се вози во месец со 600.000 евра, со телевизори за децата и со масажери за нив и да користи нафта како што користи и земјоделецот за земјоделско производство. Веќе поднесовме закон и веќе тие го одбија минатата недела за да предвидуваме водување на зелена нафта. Само 6 милиони евра годишно се потребни да се воведе оваа зелена нафта и да дојде до секој истински земјоделец. Земјоделците мора да имат поевтино земјоделско производство, имат поевтини и поквалитетни препарати и поевтини вештачки ѓубриви. Мора државата да се грижи за цените на земјоделските производи. Не може ниту да ги регулира, но не може да стои и на страна од таа работа и да ги сипи од ситуацијата. Затоа предвидуваме 30 дена пред секој откуп учество на државата во договарањето на цените на земјоделските производи.